Дел од амбасадорите од земји членки на Европската Унија во земјава повикуваат на единствена позиција во државава за следниот чекор на македонскиот евроинтегративен пат, уставните измени, тврдејќи дека ЕУ е амбициозна и подготвена за проширување, а Македонија има добар реформски прогрес. Sometimes I feel that here in North Macedonia there is still a feeling that this fatigue is not over, but it is. And North Macedonia can be part of this new dynamic, and we think it should be. That you need to cherish compromise, you need to find your unity within the country in order to take difficult steps. I am very happy to say that we are seeing a positive trajectory, that the country is taking up the speed in implementing these reform measures. Спикерот Африм Гаши пак посочи дека Македонија е држава која направила, како што рече, најголем компромис, што ЕУ не го признала како вредност. Мислам дека испуштена една голема шанса и голема порака да се награди големиот труд на оваа држава, на овие граѓани, да смогнат сила да го сменат името на државата, а тоа да не биде вреднувано како што треба. Според лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, јасен е патот напред кон ЕУ, а одолговлекувањето на уставните измени ја влошува целокупната состојба во државава. Ние имаме конкретен предлог од сите земји членки на Европската Унија, се вика преговарачка рамка. Ја изгласале сите земји членки на Европската Унија. Првиот чекор што треба да се направи е да се направат уставни измени. И да се случи следната меѓувладина конференција. Тоа е на масата. Ние можеме до утре да дебатираме за вредностите на Европска Унија, за тоа како ќе ги вратиме вредностите општествени. Нема да ги вратиме без ова. Ќе биде уште полошо. Според реномираниот бриселски медиум Еурактив, 5 земји од ЕУ, Австрија, Чешка, Италија, Словачка и Словенија, преку конфиденцијален документ ја повикале Европската комисија да го разгледа моделот на систематска секторска интеграција за земјите од Западен Балкан, преку кој би добиле пристап базиран на заслуги до единствениот европски пазар.